Веќе 10 ден блокирана е базата на податоци на Фондот за здравство поради хакерски напад, реагираат и здравствените работници и пациентите. Телма се обиде да стапи во контакт со директорката Филиповска Грашковска, меѓутоа до овој момент таа не одговори ниту на нашите телефонски повици, ниту на пораките. За експертите, ваквиот начин на комуникација на Фондот за здравство преку соопштение е неприфатлив, доколку се има предвид сериозноста на целата ситуација. Фондот за здравство може да негира се што сака, меѓутоа до сега ни се покажа катастрофално лоши во стратешките комуникации, во начинот на тоа како ја известуваат јавноста за она што им се случило. И најверојатно ако луѓето не добија плата, немаше можеби да знаеме како за многу други случаи кои што се имаат до сега случајно. Колку подолго Фондот на здравството активира и не излезе јавно да каже што всушност се случило, дали станува збор за одличен напад кој што всушност го бутнал системот или пак станува за многу посериозен напад, ransomware напад, со кој всушност се блокирани податоците или се земени податоците, па се барало уцена или исплата. Сето тоа всушност само ќе оди на контото да ја подрива довербата на луѓето и шпекулациите. Револт на социјалните мрежи, бројни реакции поради тоа што не се исплаќаат породилното и боледувањата на пациентите. Во време на економска криза во која е несватливо да се повикувате на трпение кај истите тие граѓани. Со реакции здравствените работници на кои веќе една недела им досад платите. Не знаат за каков напад на системот станува збор. Коректно че беше самиот фонд, директорите на фондот да излезат да кажат што е работата, а не вака индиректно и преку пријатели да дознаваме за што се работи, како се работи и колку време треба да чекаме. Значи све имаат некој известување дадено до директорите, што да ви кажам. Во врска со стравувањата дека може да бидат искористени и злоупотребени личните податоци на пациентите, за кои алармираше во повеќе наврати стручната јавност, додека Фондот за здравство само кусо реагираше дека експертските тимови утврдиле дека при сајбер нападот нема изливање на податоци надвор од базите на фондот. Хаджијанев вели дека токму ваквиот став говори за многу ниско ниво на институциите, што е всушност сајбер напад и колку е важна сајбер безбедноста. Дали е можно да бидат одземени податоци? Апсолутно е можно да бидат одземени податоци, бидејќи многу послаби напади, многу поедноставни напади, податоците може да бидат земени, со оглед на тоа дека во рамките на здравствениот систем се оставени дури и сметки трансакцијски на луѓе по кои што вршеле плаќање и така натаму, тие податоци дефинитивно може да бидат во лоши раци. Во телефонски разговор за Телма поранишниот директор на Фондот за здравство Сашо Стефановски ни кажа дека најпрво треба да се провери дали системите на Фондот за здравство редовно се одржувале и дали има соодветен кадар. Дали станува збор за хакерски напад и кои се причините за пат на системот. Во меѓувреме Телма се уште го чека одговорот на поставените прашања до Фондот за здравство.